Новинарството, иако е една од најдеградираните професии во денешницата, сепак таа игра голема улога во обликувањето на свеста на народните маси. Јас сум Джейлан Велио, денес гости во Гласни идеи се Тамара Челосидис и Павле Беловски. Здраво, Тамара, здраво, Павле. Здраво. Добро дојдовте во Гласни идеи. Тамара, прво би почнале со тебе како основач на синдикатот ЗСНМ. Може да ни кажеш која беше потребата од основање на синдикат, какви беа работничките услови и права на новинарите што доведоа до формирање на синдикат? Потребата за новинарски синдикат, односно синдикат на луѓето кои работат во медиумите е доста стара и некаде веќе во 60-тите имаше први обиди да се формира. И интересна работа, меѓутоа, за разлика од Сдруженијето кое е формирано 45-та година, 7-ма, некако многу тешко тргаше таа приказна за формирање синдикат и сите обиди некако не успеваа. Имаше синдикат и се уште има на ниво на големите медиумски куќи, сега е тоа Македонската радио телевизија, која дел од нивните вработени се дел и од нашиот синдикат, и на времето во НИПОТ мислам дека имаше. Меѓутоа, тоа беа времето кога синдикатите беа дел, нели, на институционалниот пејсаж. Потоа имаше обиди за синдикално организирање кои беа неуспешни, бидејќи газдите, односно голем дел, знаете дека и сега е така, 90% од медиумите кај нас се приватизирани, приватни. Терминот синдикат не смееше да се слушне во приватните медиуми. Беше буквално забрането. Не со декрет, бидејќи на хартија не смее да стои такво нешто, со закон тоа не е дозволено, меѓутоа де факто синдикалното организирање во медиумите беше забрането. Дотаму што не смееше да се информира за синдикат, не смееше да се, да речеме, ние кога се формиравме и реагиравме на некои општи места за слобода на информирање и така натаму, не смееше да се појави мојот лик на телевизија. Дотаму беше забрането. И затоа ние многу специфичен синдикат, се формиравме како специфичен синдикат. Ги заобиколевме, имаше еден краток период кога Законот за работни односи беше како препишан од Хрватска, помодерен, и се повикавме на ставката, бидејќи знаете да формирате синдикат, вие треба да имате Гранков, да имате синдикати во поединечни предпријатија. Бидејќи беше забрането тоа, тоа не можевме да го изведеме. И онда ние формиравме од основа Гранков синдикат со синдикални групи и со тајни членови, што беше многу специфично, и јас многу често со колегите од странство морав да им објаснувам дека мораме да дозволиме тајно членство во синдикат, бидејќи луѓето се плашат да членуваат. Се разбира, тоа си има своји последици, бидејќи не можете да го браните ако е он таен член. Придобивки, Тамара, така не инспирираше забрането, секогаш и ние на оваа генерација да не се случуваат тие состојби. Имаше малку шарм во тоа, ајде сега ние сме членови, па као никој не знае и така. Тајната организација. И така почнавме. Можете да замислите од каде е потребата, кога луѓето сакаа да членуваат тајно во синдикат, значи дека потребата била многу голема. Во време кога ние се формиравме, термини како годишен одмор, право на годишен одмор, нема, ти даваат ова, додатоци прекувремено, не знам овона, тоа беа непознаници. Договор на неопределено. Така е. Не договори, по телефон те ангажира, по телефон те отпушта. Хонорарци, лажни хонораци, односно хонораци кои идат 8 сати на работа, од нив се бара се и потоа се отпуштаат со една СМС порака. Тоа беше ситуацијата во која ние се формиравме. Сега е многу воопшто не беше на маса темата. Ние успеавме, се разбира, јас сум основач, не сум ја единствен основач, меѓутоа ја бев председател, па некако лицето на синдикатот, успеавме да ја ставиме на маса темата за работните и професионални права на новинарите. Стално се говореше за слобода на медиумите. Меѓутоа проблемот беше што медиумите го сочинуваат новинарите и медиумските работници, кои се бескрајно експлоатирани. Економски робје. И сега вие кога имате човек кој што може да биде отпуштен по... Ние имавме ситуации, оди на пресконференција, поставува прашање,
се враќа, веќе е изгубил работата. А зашто е изгубил? Не се допадна? Бидејќи го поставила прашањето, овој што му го поставиле прашањето, дигнал телефон и па впрочем тоа го слушавме и во бомбите. Безброј беа причините. Многу имаше погрешно така. прашање поставил. Да. Тоа е нашата беше реалност, така. не се постои прашање, тоа е состојба со која уште не се провлекува. А да кажам, со кои методи се боревте? Дали пример се организираа некои протести, штрајкови? Па како не, па ние од улица не излеговме. Мислам, почнавме со протести. Ние се формиравме во декември 2010. Веќе во јуни бевме на улица, значи 2011. И новинарите и медиумските работници беа првата професија која артикулирано излезе на улица и почна да се буни. Предходно беше Мартин, убиството на Мартин, и тука негде се поклопи и тука тргнавме на, може грешам, во секој случај меѓу првите бевме како професија да излезе. И од тогаш не застанавме. Мислам, речиси по неколку протести имавме. Протести, не само протести, имавме акции разноразни. Да речеме, имавме принудни извинувања по медиумите, се бараше да се извинат уредниците, овона. Па онда ние правевме јавни извинувања, го карикиравме тоа. Имавме, не знам, носевме некакви, имавме символични акции за солидарност, поддржувавме други штрајкови, поддржувавме, така да штрајкувавме и така. Со штрајкот многу тешко, многу лошо искуство имавме. Меѓутоа и тоа го адресиравме како проблем, кај нас е многу тешко да се штрајкува и ден денес е така. Ќе пробаме пак, морам. Тешко е по законе, мислам, така е устроен законот да практично вие не можете да штрајкувате, бидејќи штрајкот е секогаш израз на емотивен бунт. Се во законот е направено да не ти го дозволи тоа. И на крајот на денот да не можеш да му наштетиш на работодавачот. Основата на штрајкот е да направи штета. Ако не направи штета, тој нема, нели, воопшто сериозно да се најавува, најпластично ми нагледа, оние што не следат да им објасни, да мораш да најавиш дека ќе одиш во штрајк и тие се долги периоди. Баш сега последните измени на ЗРО се во тек. И како ССНМ ги испорачавме нашите три главни барања, од кои едното е да го скусиме периодот. Не немаме големи очекувања, знаеме зошто и Тамара ќе се согласи, бидејќи ако го менуваме ЗРО, проблемот е што после се однесува на целиот приватен сектор, на сите, буквално на сите. И сега ние кога намалиме периодот од прогласување, најава, прогласување, истапување и медиацијата ја испуштив, тоа е еден месец додека стапиме во штрајк. И ако го намалиме тој период, после може и да се злоупотребува и така работодавците одма скокаат, бочне, притискаат, се прават се, закануваат, подигат и кредити само за да дадат плата, се прават. Едно време дури тој периодот за медиација не беше временски ограничен. Ја не знам, моје време така беше. И сега медиацијата може да каже сакам да преговараме 3 месеци. Точно, да. И да не доплата плата тие 3 месеци. Инаку имаме со штрајк, имаме победа, можеби не треба да бидеме индискретни, меѓутоа при доцнење плати, при доцнење на плати имавме неколку наврати и да бидеме и појасни. Бојкот, штрајк. Штрајк законот го третира, а бојкот како прекин на процесот, тука се слични се, никогаш не се тоа во законот, нели не се дообјасни, и мислам дека можеби требаше Тамара да одиме со таква форма во ЗРО. Нема. Ама види, проблемот е што ако ја ставите формата бојкот, они повторно ќе ја супер регулираат пак со некои временски рамки, на таа варијанта. Не е штрајк, бојкот е, бидејќи ако е штрајк, он има право да отпушти, да казнува синдикати, има сериозни проблеми. И затоа ние идевме на тоа као спонтан прекин на работа, например, таа формулација. Еве денеска, например, сите сме на работното место, меѓутоа не ги извршуваме работни повици. Го прекинуваме процесот. Се бојкотира процесот, да. Добре, ве кога се стигнавме веќе да кажам до тие што вршат реперкусија. Павле, што мислиш колку новинарството кај нас е независно, колку може да одолее, да кажам, на партиските барања на политичарите? Тоа е широка тема, широко прашање, значи пред се субјективно е впечаток.
но нас многу ни значи каков е впечатокот кај оние кај што испорачуваме, нели тоа ни се нас гледачите, слушателите, публиката, читателите ги загубивме во најуправната праформа за волја на вистината, пишаниот медиум веќе го немаме, но мултимедијалноста ја дава таа можност на интернет, така што мислам дека сепак тие ограничувања се во нашата глава. Да, постојат спреги, јас не сакам да релативизирам, нели, собственик, политичка партија, уредништво. И тука најголемата вина, Тамара, пак гледаш дали од генерацијски и адресираме. Може би требаше и подетално да уредиме со законот за медиуми уредништвото, да направиме на уште појасна дистинкција како се влие, како се стасува до крајниот продукт. Нели, да биде јасно дека постои во систематизација, ние ги имаме позициите. Директор, главен уредник, одговорен уредник, уредник на ден, утрински уредник и се така. Меѓутоа, ако се врши, како да кажем, сака нешто да се импутира, не постојат бариери тоа да се спречи, ако самиот немаш доволно кредибилитет и свест и не си подлежен на самоцензура, а меѓутоа самоцензурата на почетокот ја зачнав. Доаѓа од стравот од губење на работното место, стравот дека нема да најдеш работа, ниските плати, сериозно се врзани. Ова е најсериозно и најодговорно го тврдиме. Стравуваат затоа што банките, например, колку е парадоксално. Законот вели, по 3 неисплатени плати, се создаваат можностите законски за тужба, за банката после првиот месец, а после вториот е даван извршител. После првиот опомена, после вториот веќе ти си неизвршител. Значи ти има вакуумот од доверителите, за доверителите од банките со законот за ти да можеш да тужиш да се ги добие. А кој би се осмелил да тужи? Кога има ветување ќе добиете плата наредниот месец. Па никој не сака да влезе во тој лабиринт судски. Само ако можам да додадам, ова што го зборува Павле. Широка тема е, затоа тоа не е ексклузивно за медиумите. А тоа апсолутно во сите во секој аспект на општеството. Така што така и се држат гласачи, така се држат партиски полтрони, така се држат и партиски пропагандисти. Така се владе системот. Така се владе. Инаку сакам да кажам за уредништвото, многу е како идеја што ни провеува. Така е, па видиш, ние тоа се обидовме пошто не можевме, ние го предлагавме во законот за медиуми да биде уредникот да го бира редакцијата. Значи редакцијата да мнозинството членство, бидејќи уредникот треба да биде прв меѓу редакцијата, не последен у синџирот на менаџментот. Кај нас е обратно. Уредникот е најчесто извршител на желбите на сопствеништвото, на корпорацијата, на што и да е. И тука е проблемот, тука настанува проблемот. Негова работа е да го дисциплинира новинарскиот и медиумскиот дел. Камшикот. Така е, они се камшикот. А сега, ако редакцијата го бира, тогаш уредникот ќе биде првиот новинар. И ќе може да се повика на тоа, тој ќе биде бедем од него. Така е, ќе рече мене редакцијата ќе ме... Да, колегите нема да го прифатат тоа и така. Сега, ние тоа не го успеавме во законот за медиуми, а го предлагавме. Да. И сега се обидувавме да го предложиме во колективните договори, меѓутоа тоа е исто посебна тема. Посебно ако ја отвараш, затоа што да не ти земеме времето, да. Бидејќи и тоа проблематично да дојдеш ти до преговори за ова, и тоа е нешто што тоа е како да кажам позиција која што менаџментот не сака да ја бидејќи они преку разни привилегии и така натаму го користат главниот уредник или директор негде се вика, не е битно. У секој случај тој е тој кој што ги извршува интересите на сопствениците, а кај нас за жал сопствениците најчесто се луѓе кои не имаат кор бизнис, значи суштински бизнис, медиумот, него се некои други бизниси, преку кој медиумот служи само за да се остварат тие апетити. И тука доаѓаме до најсериозното прашање, затоа што не сме комерцијални, стоиме како закон да се основаме со трговски друштва јавно како добиваме лиценци, меѓутоа тешко заработуваат медиумите. Било кој медиум сега, нели, ајде со мултимедијалноста отидовме на интернет и тие медиуми ќе ги ставим. Нашиот пазар е многу мал, маркетинг колачот воопшто се ситни, се го снемува, се тенчи
И тоа е недоволно за да се одржуваат и да функционираат гломазни медиуми, особено мејнстримот како што се телевизиите, радијата. Ајде, весниците веќе ќе се откажем и да ги кажувам во реченица. Ма постојат, субвенции добиваат. Така што ние можеме да посакуваме и да идеализираме состојба во која медиумот ќе заработува и ќе дојдеме до таа некоја филозофска или како да кажеме независност, на ултраслобода, на се додека има некој ти ги дава парите, многу е тешко да зборуваме за потполна слобода. Нормално, тој што ги дава парите диктира. Ама тој ќе сака нешто, но тоа е нормално. Да, за жал. Да, видете, јас економската логика, нели одиш купуваш, сакаш добра, сакаш најубавото Тинекс да го одбереш. Тоа е голема иронија. Ние бевме, јас функционирав, ја го водев синдикатот, јас сега сум член на синдикатот, меѓутоа не сум во извршните тела, само сум не може се екскомуницира колку и да се. Во време кога нели медиумскиот пејзаж се контролираше и уредувачката политика се контролираше преку така наречени владини реклами, тоа беа уствари кампањи за јавен интерес кои што и ние јас стварно верувам во тоа дека кога ќе се укинат тие пари, медиумите ќе бидат професионални. Да, ние идеализираме, мораме да веруваме. Јас стварно верувам, ние и дојде една партија која што вети дека нема да има веќе буџетски пари за медиуми, нема да се корумпираат медиуми и така натаму. Купува простор. И навистина дојдоа, сменија закон и така натаму и onda потоа медиумите почна да вриштат. Дека им требаат пари, дека не може да функционираат без тие реклами и сега сме таму кај што сме. Сега поради нели зголемениот број на медиуми, особено и на портали, на YouTube, други канали се појавуваат. И нели секоја од нив си штанца некоја вистина, да кажам, различна. Каква е состојбата со фейк ньюс во државата и кому му користи тоа? Не знам. Збунето сте веќе порано во едно друго време, Тамар што го кажа, не е далечно, значи имаат цел тие фейк ньюс и точно се знаеше кој центар ги правеше и каква цел треба да се постигне. Сега мислам дека веќе и се загуби смислата на фейк ньюзот. Тоа се индуцираат некои состојби и од поединци и од медиуми се отвораат преку медиуми. Не можеме ги наречеме медиуми. Ни за медиумите точна формула не најдовме сиве овие години, а камо ли по овие медиуми. Така што има премногу информации. Порано се знаеше што е фейк ньюс и ние го препознававме, барем медиумските работници. И јас веќе не можам да препознам што е. Се информацијата доаѓа од различни места. Една иста информација. Тамара, дали имаш отпечаток? Читам нешто, некоја полувистина, некоја целта не може да му е фата. Последново беше и Ковачевски ќе бара помош од Европска унија за почињата, ја мислев дека е кромит. Мислев дека е сатирична вест. Стварно не мислев дека е вистина. Порано се знаеше, Груевски го ги се пише без да бидеме прецизни. Значи, јас не го сакам зборот фейк ньюс, бидејќи тоа е кованица која се искористи да се дерогираат медиумите и новинарите. Значи, кога вас нешто не ви се допаѓа, го прогласувате за фейк ньюс. Тоа јас не го сакам, затоа што, знаете, друго е намерна дезинформација, друго е грешка. Се случуваат грешки, лошо сте разбрале, бројката сте ја сгрешиле, името сте го сгрешиле и така натаму. Се случуваат. Тоа се технички грешките. Меѓутоа, проблемот со терминот фейк ньюс е што на тој начин се дерогираат, се понижуваат, се дефакторизираат содржини кои вас не ви се допаѓаат. Втора работа, лажните вести, еве така да кажеме, лажењето во јавност. Ајде така да го именуваме. Доаѓа и од центри, сега да не се правиме наивни од центри, меѓутоа доаѓа и од власт. Ајде сетете се. Таму знаеме целта, тие знаеме зошто ги прават. Таму не е јасно, ние немаме Еве сетете се колку пати ние датум за преговори сме добиле. И тоа не е, од владата доаѓаат тие информации. Од авионот, од сликата. Не доаѓаат од некои таму центри, ботови кои што измислуваат. Така што лажењето во јавноста е проблем, односно неказнувањето, односно несанкционирањето на лажно изговорената реченица. Тоа е проблемот. И ние веќе отрпнавме како јавност и како медиуми. И веќе што сега се е дозволено. И кому му одговара тоа? Вие на тој начин имате збунети, како што рече Пајо, збунети гласачи кои што влегуваат, што би рекол Маркс, во политичко празноверие.
тие веќе не веруваат затоа што нешто е аргументирано и така натаму. Туку тие се определиле, јас сум за ДУИ, јас сум за БЕС, јас сум за ВМРО, јас сум за СДСМ и тоа така тера. Ако СДСМ каже добивме датум, добивме датум. Ако ВМРО каже никад не било полошо, никад не било. Знаете, веќе немате мислечки луѓе. Немате луѓе кои што проценуваат и велат, да, мене ми се допаѓа идеологијата на левица, например. Меѓутоа, ова не е во ред. Тоа веќе не. Вие се определувате и станувате следбеник, бот, како сакате наречете го. На крајот на денот, тоа кого им одговара? На сите, на големите корпорации, бидејќи тие него преиспитуваат квалитетот. Кока-кола, ќе пиеме сите и тоа е тоа. Не сакате? Им одговара на големите партии, им одговара. И тоа е една генерална, јас извинам малку сега, тоа излегов од рамките на муабетот. Тоа е една генерален проблем, глобален проблем, на кој што има некакви джепови на отпорот, меѓутоа мејнстримот е тој. Така што мене не ми се сведува тоа на фейк ньюз ово. Многу по канцерогено, многу по проблематичен е проблемот од колку навидум некој седи па измислува вестички. Мислам дека е малку посериозен проблем. Да, кој што доаѓа од тоа што кажа дека трендот е тој. Напросто вие ќе го видите, ако сте вие корпорација, вие ќе видите дека вас ви одговараат потрошувачи кои многу не размислуваат. Не е тоа дека некои 5 души седат па заговор прават. Напросто, тоа е трендот, тоа е логиката на капиталот, тоа е логиката на општествата во кои живееме. Да имаме произведувачи, послушни, консумеристичко така е, да имаме, нели, 300 гласа имам на избори, вака така, овие 100 неопределени да ги добијам. Меѓутоа мора да се согласиме. Квантитативно кога гледаме сето тоа, ако порано зборувавме за лажни, имавме вести, имавме лажни вести, фейк ньюс, како и да ги. Сега имаме огромно зголемено количество и на точни, и на невистини, и на лажни вести, што е море од информации кои провејува. Ма тоа е толку многу што јас мислам дека и самите лажни вести смислата изгубија што се толку многу. Значи во апсурд сме. Не знам дали го доживувате тоа така. Тоа е ефектот, тоа никому више не веруваш. Тај мъка не може да го дочитам. 198 вести за една тема. Сите се различни. Ти више никому не веруваш. И ти сега како ќе се определиш, ќе речеш ја ќе верувам на Телма и толку и не влегувам веќе во дебата дали тоа Телма што ми го дава е точно или неточно, бидејќи не можеш поинаку, немаш начин да се справиш. Квалитетни лажни вести. Ајде да видам поирам. Сега имаме океан. Еве отворете тај МК. Јас имам потреба нели да се доинформирам за нешто како новинар. 198 надписи за нешто тотално банално. Да. Страшно, не знам каде води ова. Мислам, ферментира постојано во негатив. Колку можеме ние да им сервираме на граѓаните? Колку може да перцепираат? И колку може ти и веќе не може да анализира тебе кога ти доаѓа. Ама не може да избистриш 198 за една тема, еве отворете нешто од вчера што било последно. И листата е после уште десетина страници по 190 и нешто. Значи ние во просек имаме околу 2-3 вести во еден момент кога некој ќе влезе и ќе погледне. Па од тоа додека селектираш од што е од лажно полажно или од точно неточно или што е каде е вистинското, мислам дека ние професионалците што сме обучени и образовани за тоа не можеме веќе да го правиме тој филтер гейткипинг како и да го викаме, а камоли консументот. Да, се дали новинарите водат некоја борба против ова појава, да кажам? Секој за себе, знаете, не можете да го генерализирате проблемот. Не, извини, Тамара, генералното е дека треба да одговориме ние со квалитет. Имено. Само така, тоа е првата биди промена која сакаш да ја видиш, меѓутоа факт е дека не е тоа така баш на хартија. Факт е дека јас тоа често знаев и со колеги да го зборувам, вие го браните новинарството со секој текст додека го пишуваше. Со секој текст. Нема тука, нема ај сега ќе малку знаеш, фирма е на собственикот, ајде сега, не, го браниш со секој текст, со обична вест. Дали ги има основните стандарди, дали има каде, мислам, тоа дека и нема, ние немаме ни основни вести. Сакам да кажам, тоа е единствено. Дали новинарите генерално, не можам да кажам. Имате луѓе кои се нарекуваат новинари, кои се класични пропагандисти. Ако формулата е дека ќе победиме со квалитет, мислам дека битката ја губиме, затоа што нема. Па да, ама немаме избор. Имаме ли избор да престанеме? Мислам,
немаш избор, можеш само да се бориш, толку е. Тоа е исто само и со со квалитет. синдикатот. Дали синдикатот победува, се затвараат медиуми, све помалку Пак е пари печатот има кој што кажа и така почеток. натаму. Ама како? Па зар да оставиме луѓето да бидат пак на 3 месеци со договори на дело? Да се вратиме назад, Мислам, нема, мораш да се бориш. Добро, пак е некоја борба извојувана. Нели? Апсолутно, мали али нема победи, крај таа. Нема крај. Нема крај, па нормално се додека Како и животот, впрочем. Да. Добро, јас толку ме интересираше ако сакате нешто Ти ако се прашување, но кај сакаш. Не, мислам дека во интерес на времето ги опфативме главните Широки теми, теми се а ви одделат, стоиме на да. располагање и за друг. Одлично. Уште нешто сакам да ја прашам за синдикатот, што прави во моментот? Тоа Пајо ќе Значи, Следниче кори соработка со други синдикати. слушна и оние што ќе го проследат ова, дека Тамара малку ќе ја поправам, значи не инспирираше и некој не би бил овде, не би зборувал на овие теми. Да, мислам, не треба да бидеме скромни околу тие прашања и мислам дека од почетокот најголемата борба ни беше да стасаме до колективен договор. Стасавме до синдикални групи, да биде малку појасно. Синдикална група значи да сме постојано секојдневно членовите организирани и здружени внатре во медиумот пред работодавачот. Затоа што вака, пластично ги објаснам работите. Синдикатот бил овде или сега е во друга канцеларија, не е се, тоа е централата. Меѓутоа, ако не е присутен преку синдикална група внатре, да му биде пред очи на уредникот, на собственикот, на членовите, на директорот, тогаш немаше да зборуваме за синдикат. Најголемата борба што направи Тамара и луѓето кои партиципираа во тој момент, да не ги именуваме, одлични наши колеги, влегоа во медиумите. Она што следи и мораме да го направиме, што ни е заложба пак на сите, тоа да го ставиме на хартија нашите барања. Да не сватиме, Законот за работни односи ги уредува работничките права на сите вработени од приватниот сектор во Република Македонија. Колективните договори е нешто што ние сметаме дека во процесот не ни е гарантирано со закон, или можеме да го подобриме, или некоја состојба, некои услови, некои одредени додатоци заради специфични работи, најспецифични, се што може на ум да ви падне. И тоа се прави во колективен договор. Единствен потписник на колективниот договор сум јас, Тамара, синдикатот и работодавачот. А си го преговара синдикатот, односно оние кои се најповикани во тој медиум, кои најдобро си ги познаваат процесите. Единствената победа ни се многу колективни договори во различни медиуми. Дури ќе одиме до таму и во онлайн медиумите ќе ни треба. Да, ма се има некој проблем со колективните договори. Ова не го зборуваме со Тамара на памет. Тоа е на ниво на култура, они имаат сака да им го дерогираат. Само на крај, затоа што комуницираме и со светот, не е синдикатот во Скопје само во Македонија, имаме комуникација секој што ни е потреба со колегите од странство. И бидејќи случајно знаев дека во Данска има само една телевизија. Во Данска има само една телевизија, еден се вика, едница. И се сретнав со нашиот колега, подпредседател на синдикатот на Данска, како што оди, Алан, како е, добро, што правите, колективни, колку имате, ме срам да кажам, 2,5, еден у фиока, 1,5, и он вика 40, и јас сега навраќам моето сознание дека имате една телевизија, бе викам, чекај, со кого? Со кого против кого? Подпиш. Внимавајте, секторски одат. До они одат секој сектор, значи они одат со режија, со камермани во студио, со камермани на терен, посебни колективни. Да, не посебни, не е до толку тоа некоја посебност. Да, оние специфики имаат. Така е на седен не може се. И јас така се завртев на аеродром беше, викам, Павле, куферите зимај да одиси дома. Така што не мислам, тврдиме дека тоа не е најважно. И тоа е решение. И само тоа е решение. И уште јас се надевам некој од сопствениците, газдите, основачите ќе гледа ова и се дрзне да го гледа ова. Така што уште една небулоза со колективните договори. Не знам, Тамара, кој ги исплаши дека тие колективни договори работодавецот нешто ќе загуби. И тоа е еден нивнив печаток, дека го они подпишат колективен договор, дека они нешто губат или нешто... Губи самоволието. Во право си. Меѓутоа и добива. Ајде да зборуваме што добива. Да, добива. Добива затоа што еднаш за секогаш ќе се го уреди процесот, ќе се знае Пајо денеска како учествува во процесот и кои му се обврските во тој процес конкретен,
и што ќе добие назад како надоместок Ама затоа што на се го зборува за работодавачите не им се допаѓа да бидат уредени. не, мислам дека почна да пречи хаос. Бидејќи тие во хаосот тие можат да експлоатират повеќе. Кога не е уредено. Не, сакаат и они да има квалитет. Не е баш така. Одредени зависи, оние што сакаат да има квалитет. Добри менаџери сакаат. Сака да има Пошто не квалитет сакам назад. да преговара со 20 души кои ќе му чукаат на врата, сака со еден човек да договори и така натаму. И еднаш за секогаш да договори. Ама лошите менаџери кои што се навикнати на нели повеќе да А те во затвор требаше ги пратиме, не ги дискутираме. Сакам да кажам, Македонија како земја има кусок на добри менаџери. Тоа е генерален проблем. И уопште на лидери, на луѓе со визија, на луѓе кои не функционираат врз основа на рефлексии, емоции и така натаму. Така што мислам дека генерално е проблем, али добро, можеби со време. Види, мораме да веруваме. Неколку генерации не смееме да кажеме дека понатака нема да биде или не. Мораме целиме таму. Затоа што тоа го оставаме на крајот. Да. Затоа и постои синдикат. Ова ќе се заборави. Да, не, ова ќе отиде во етер, видел, не видел некој така. Колективниот договор не останува. И тие имаат време траење, се подпишуваат, одново може да се додоговори нешто, та и така. Добро ви благодарам на двајцата за гостувањето. Благодарам за поканата. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.